Поздрав и среќен ден, драги наши гледачи. Поздрав од целиот тим на Вкусот на традицијата од ова прекрасно убаво место недалеко од Скопје, етно селото Златно Буре Кучково. И ние сме подготвени за нов рецепт на денот. Знаете дека јас посебно внимание обрнувам на нашите македонски пиперки. Ова е нашето богатство. Ги имаме секакви. Имаме жолти, портокалови, црвени, за ајвар, за пржење, за печење, за летна манџа. Има ли манџа, тава или нешто во македонската традиционална кујна каде што не ставаме пиперки? Нема такво нешто. Кромидот, пиперката, лукот, тоа се основните нешта, основните состојки за една прекрасна македонска манџа, тава, пита и така натаму. За овој рецепт на денот ќе ви направам пита со урда и печени пиперки. Толку е вкусно, толку убаво, толку брзо, ќе ни бидат потребни, значи, за овој рецепт половина килограм готови кори. Вообичаено се прават нели ролати со по 3 кори, и ќе ви излезат едно 4 или 5, зависи. Обично ги има по 15 кори нели во пакувањето. И толку се вкусни и толку се убави. Значи, овие можете и како ролати да ги направите, а можете да ги направите и како пита. Ако имате округла тава, еве како што е мојата, ќе ги виткам овие ролатчиња во круг и ќе ми излезе баница. Ако не, ставете ги доколку имате плехот шпоред, ставете, значи, да имате надолго, па ќе си ги сечете како ролатчиња. Значи, ќе ви бидат потребни половина килограм кори, 10 печени пиперки или, ако имате од зимото урда со пиперки, тоа ви е веќе готова работа, готов фил. Ставете урда со пиперки. Или купете, во сите маркети има готови овие производи што се урда со пиперка, павлака со пиперка и така натаму. Ако најдете павлака со пиперка, тогаш ќе додадете малку урда. Меѓутоа, вкупната маса да ви биде 1 килограм. Треба 700 грама урда, 200 грама павлака и 100 грама сирење, за да го обогатиме вкусот. Масло или зејтин по потреба, кисела вода по потреба, 2 јајца, малку сол и 10 пиперки. Сега прво што ќе направам, ќе го направам филот. Значи, ќе ги засечам пиперките. И ќе ги ставам во еден сад. И тука ќе ги помешам јајцата, тука ќе помешам урдата, сирењето, павлаката, ќе си го направам филот. Чекам дали овој нож повеќе ќе ми врши работа. Да. Ете така. Значи, можете да ставите и свежа пиперка во. Исто така ќе биде убаво. Но, ние испековме тука во Златно Буре Кучково, во кујната Дијана ни подготви еден цел плех печени пиперки. Да имаме и за салата, и за пита, и за се. А киселата вода и маслото ќе ни треба за попрскување на корите. Леле, овако ќе се испече. Ова има да биде прекрасна. Многу вкусно и многу убава. И да имате и семче и ова, нека има. Нека има. Значи, ако немате време да печете пиперки, ви кажам. 2 предлога ви дадов. Едниот е да купите урда со пиперки готова.
една да ставите во сите овие состојки свежи пиперки. Во плехчето ќе си ставите хартија за печење, прво ќе го намокрите дното на тепсијата, за да ви се залепи хартијата. Ова повеќе не ми треба. Ајде така. Сега ги ставам урдата, павлаката, сирењето и за час ќе ни биде готова питата. Така. Сирење можете да ставите овчо, кравјо, мешано, козјо. Ако немате сирење, зголемете дозата на урдата. Ништо нема да смени тоа. Така. И ќе ги скршам двете јајца. Ке пробам да видам колку е солено сирењето. За фило, дали ќе треба да додадам или да не додавам. Ете така. Тука ќе капна малку масленце. Обавезно ставете масло во филот. И од прилика, сега за 4 ролати или 5, од прилика од око ќе се го поделите филот. Ете така. Ева вака сега да пробам. Треба малку сол. Да. Да го дотерам онака на средно, што би се рекло. Можете по желба тука да ставите и буковец и ако си сакате други зачини. Но мене ми е убаво да го чувствувам вкусот на пиперката. Одлично. Ете така. Сега вака. Си ги земам корите една по една. Значи ставам малку кисела водичка. Така. Малку масленце. После секако од озгора ќе ставам. Оти знаете, некаде влегло, некаде не влегло, ова ќе биде подобро решение на крајот озгора да ставам. Чекам, 2 кори сум земала. Еве, втората кора. Многу практична работа со готовиве кори. Навистина можеме да направиме пита во секое време. А знаеме дека нема секоја жена доволно време секогаш да сука, да прави такви сукани, тегнети пити. Сега, тука ставам само малку масленце. По една супена лажица доволно е на кората. И сега филот, еве како за 5 кори ќе го поделам од прилика. Да имам за сите. Се, например, ако го правите ова како, да кажеме, како ролати, тогаш
Ќе беше добро вака да го завртиме. Меѓутоа јас ќе ги спојувам сите ролати во круг, така да нема да имам потреба од тоа. Така. Само на првата половина од кората редите фил. И сега почнувам со виткање. Сега си ја пренесувам тепсијата овде, ја намастувам. Така. И секогаш со овие завршетоци ќе одиме надоле. Така. Ќе видам према ролатите колку ќе ми излезат. Постапката ја повторувам. Масло, вода, 3 кори, така, втората кора, пак кисела вода, така, масленице, трета кора, само масло, и сега си земам од филот. Повторно, само во првата половина. Мислам, треба да ми остане уште за 3 ролати. Да, ќе имам уште за 3. Ајде, така. И си виткам. Сега го редам тука. Повторно кисела водичка, масленце, така, втората кора, масло, кисела вода и трета кора, така, само масло, ако штедам на филот, може ќе извадам и уште еден ролат повеќе. Па може и тоа да го направам да видам уште колку кори имам. Само сакам кога има доста фил. Така. И сега си виткам. Како мекнуваат корите, баш како тегнети се. Баш како тегнети. Вака сега. Така. Видам колку ќе има. Масло. Третата кора. Ајде, овие останатите ќе ги направам со малку помалку фил. Ајде, така.
Ова кога ќе го печете, кога ќе замириса на пиперките, претерано убаво ќе биде. Ќе уживаме сите во овој вкус. Ај така. Одлично. Можете горе, например, и сусам да ставите, ако сакате. А и не мора. Вака е најдобро. Без ништо. Така. Мислам дека уште 2 ролати имаме и таман ќе си биде. Таман и тепсијата стаса. Мислам дека за половина килограм кори 32 тавче. Убавини. И ова се пече и одма се јаде, одма на трпезата. Таман, значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ролати излегува. Идеме само масленце. Така. Охо, мори богати ќе бидат. Сите ќе бидат богати со фил. Супер. Таман имаме место за уште една кора. Да. Ај, така. Може ќе остане една коричка, ќе видиме што ќе направиме на таа кора. Така. Еве уште една, значи една ќе ми остане, ама ќе свиткам и таа некако. Таа може ќе ја ставам во центарот. Да. Веќе ми дотекна што ќе направам со неа.
Така. Еве ја. И такора. Сега, ќе го направам следното. Така. Да искористам и оваа смеса. Неа ќе ја завиткам како топченце, така ќе ја направам. Некако вака ќе ја свиткам. Така, како ружичка да дојде во центарот. Ете така. Супер. Сега ќе полеам со кисела водичка. Вака. Сегде да има. Сега веќе корите и да ги намокриме. Не може ништо да им биде затоа што се завиткани. И треба само моментот да омекнат. Така. Сега полевам со масленце. Евака. Одлично. Сега можеме и да ја пресечеме. Да ни биде подготвена за сервирање. Евака. Не до крај, нели? После пак ја подсечеме. Туку вака еден ред да има. И вака ќе подсечеме. Така. Супер, редната да ви биде топла, ние веќе ја стопливме на 220 степени. Кога ќе зарумени, тогаш ја намалувате на 200 и оставате можеби 20 на минути. Се гледаме кога ќе испечам оваа прекрасна пита со печени пиперки и урта. Еве ни ја питате испечена, драги наши пријатели, погледнете каква боја има, како дукат, како мед, како старо злато, крцкава од озгора, еве, слушате, а внатре полна со фил, полна. Ајде вака, ау. И кога ќе, уврело е, кога ќе извадите, од рерна, немојте да ја покривате со ништо, оставете ја така. Сама да се подизлади за да биде крцкава од озгора. Леле колку е добра. А внатре корите како да се месени. Леле колку е ова добро.
филот од сите овие урда, павлака, сиренце со вкусот на пиперката. И да ви кажам, толку многу е врело и мислам, ви препорачувам на вас да оставите малку да се излади, па дури после да ја јадете. Отивака не можете ни да осетите, да ги осетите сите тие вкусови, како јас сега во моментов, затоа што навистина е многу врело. Павлаката кога ќе ставите на сирењето, кога ќе му ставите павлака на урдата, добива поинаква структура се тоа. Значи, како да се лизга, низ устата како да се лизга. Чудесија нешто. Ете, видовте колку требаше буквално 10 минути да ја направите, 20 на минути да испечете за пола сат, цела тепсија. Значи, сите накуп. Драги гледачи, направете и уживајте. И една работа да ви кажам. Жив човек не може да ви земе толку многу колку што може Бог да ви даде. Затоа не грижете се тие што безмилосно и немилосрдно сакаат да ви земат. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата.